Слободно прашувајте ако има уште нешто. Еве ќе го закачам овој файл уште еднаш на YouTube линкот, а може и на група за да си. И заради како беше GDPR, заштита на податоци, може да и не смеам да го објавувам. Океј. Денеска зборуваме за брзина како моторичка способност. Кратка е темата. Зошто? Затоа што малку тешко се трансформира оваа моторичка способност. И шегувам, не заради тоа, туку затоа што генерално ги поминавме основите, ќе видите, ќе се вратам на неколку слайдови, и поминавме основите на другиве моторички способности, они се во енергетските системи некои се преклопуваат, но еве, и овој слайд е помина, значи што треба да знам за да ги имам основните информации за некоја способност. Значи треба да знам што представува таа способност, какви видови има на таа способност, сега зборуваме за брзина, методи за развој, евентуално сензитивни фази, ги чепнавме минатиот пат и дали вистински може да се каже дека ако до 9-та година развиеш, работиш на брзина, ќе бидеш брз понатаму, не е баш така. Сепак има тука генетска некоја доминација, ги спомнав брзи мускулни влакни, затоа кажувам се преклопуваат темите, па еве гледам 10 слайда има ставена и нема да биде многу долго. Сака ли никој да проба да каже што значи за него или за неа брзината како моторичка способност? Како ќе препознаеш во движење дали некој манифестира брзина или не? Какво треба да биде движењето? Еве, прашање на испит. Па треба да се совлада некое растојание, зашто во најбрз временски период. Точно. Агира брзо. Совладување одредено растојание или простор или работа за краток временски период. Растојание нека биде. Затоа што добро и во експлозивност има растојание, сепак ама за краток, да, окей. Во генерално е совладување на некој растојание по дефиниција од физика, тоа е, значи што побрзо поминеш некој пат. Вели. Че да видиме. Што велат? Да. Значи, ете, не заглавуваме многу на дефиниција. Треба да ја разбирате дефиницијата, ако некој не разбира го потпрашувам, од типот на, кажи еден спорт каде што има брзина. Нели? Која е кралица на спортовите? Атлетика, спринт, 100 метра, 200 метра, тука е Жан, поправајме, понатаму се тоа брзински дисциплини, сите во некој мешан режим одат, ама кога зборуваме за чиста брзина, ќе видите, тогаш е 100 метра. Дури овие кратки дистанции, например, кои што не се официјални, барем јас колку што имам инфо, ама се користат многу во тестирање 20-40 метри. Како податоци за тестирање и за чиста брзина, кога кажувам, зборувам за вакви кратки дистанции, бидејќи, например, ние да се тестираме сега, мене ќе ни треба 12 минути да истрчам 100 метри. Може би и повеќе. Вас ќе ви треба тука негде околу 11-12 минути ако не сте тренирани. Тие што се тренирани и помалку, не знам колку е македонски рекорд, видиш, на светски рекорд беше колку 9, нешто. 6-7 мислам. Што значи ние сме 9.57, така нешто. Кој го држи? Болт на 100 метри. Болт го држи? Да. Супер. Браво. А македонскиот е околу 10.60. Што значи дека ние сме околу 13-14 максимум. Со добра кофеинска доза и наспани како што треба. И фантастично загревање на почеток. Сите услови да се погодат, сме тука негде како студенти 13-14, 12, ја мислам дека не никогаш, иако е лупна бројката. И сега зошто ги кажувам овие секунди? Затоа што енергијата која што е одговорна за овој вид на активност, затоа зборам чиста брзина, трае 5-6-7 секунди. И ние после влегуваме во некој така режим
каде што јагле-хидрат влегува малку и така натаму. Гледате, од кој момент пробувам да ги фатам способностите за да знаеме што се случува во позадина, нели, они се латентни димензии. Ова е сед некоја дефиниција. Може да се каже дека е за брзина. Не треба строга дефиниција, туку да се дообјасни. Брзината е тоа и тоа, отприлика се троши тоа. Ќе видите понатаму, постојат, сега доаѓаме до моментот, но постојат такви и вакви видови на брзина и тука малку ќе застанам кај слайдов. Може да видите кој што има издефинирано. Не дека се само овие, ама таа литература кога ја правен слайдот е најдена. И е така добро структурирана, па може да приметите, например, дека латентно време се препознава кај сите три автори. Латентно време на моторна реакција работевме на час, ќе се подсетите во следните слайдови, работевме на час и објаснував за вежби по крстева, каде што работевме, тоа беа вежби за подобрување на латентно време, мирување, знак, движење. Па движење, знак движење, па движење, знак мирување. Знакот беше тој кој што треба да направи промена за да може да се прими информацијата, да се обработи латентно внатре и да се направи реакција. Така да латентно време ќе се препознава кај генерално сите дефиниции, вака структурирани, што се препознава исто брзина на поединечни движења. Значи, колку брзо нешто ќе се исфрли, иако тука е блиску негде со експлозивноста, нели? Ама сепак основна брзина која зборуваме за мали неоптоварени предмети. Значи, тога зборуваме за мали неоптоварени предмети, колку брзо се исфрлуваат. Не знам, диск е неоптоварен предмет. За разлика од кладиво, за разлика од ѓуле, копје, тука негде може да се каже дека не оптоварен, но и кога се вежба ваквиот вид на брзина, тогаш, например, сме работели вежби во фитнес, теретана, со мала тежина, тоа значи дека негде 30-40% од 1 РМ, но брзи биле изведбите. Зошто? Затоа што кога правиме брзи изведби, нешто друго се случува отколку кога правиме спори изведби, особено во централниот нервен систем. Брзината по дефиниција е многу поврзана со лабилноста на централниот нервен систем или со спремноста на централниот нервен систем. Значи, наутро сме побрзи отколку попладне, кога сме заморени. Така да, бројот на импулси што се праќа до мускулот или видот на ексцитација, надразба на мускулното влакно, многу зависи од централниот нервен систем, така да затоа е поразлично ако се работи со мало оптоварување за тежини, мало оптоварување и брзи движења, отколку големо оптоварување и спори движења. Дури и во моториката и во учењето на движењата постои разлика. Ако фативме кај фарфелј под 1 и под 2, фреквентност на движења, ќе кажам, да, се препознава на секаде. Фреквентност исто неоптовареност на движењата, има еден посебен тест кој што го избришав слайдот, кој што се работи во нашите простори се работи прилично за проценка на брзина, лесен тест е. Има две крупчиња во радиус од некои 70 см, мислам дека беа. Едната рака се поставува на средина и другата рака треба да направи, ако ме гледате, треба да направи циклуси од едното крупче до другото. И тоа оди многу брзо. И се вели фреквентност на движење, слично и со нозе. И се каде се употребува, може би во спортски игри, и за нозе и за раце, па тие што се побрзи, може да се направи некоја разлика помеѓу тие испитаници, помеѓу тие спортисти и така натаму, но тестов е интересен затоа што, например, се вели дека проверува лабилност, проверува лабилност на вегетативен систем. Во моментот кога едната дланка оди до, значи, на едната точка да ја допре, и после тоа треба да се врати на првата точка, во моментот кога оди натаму, веќе треба централниот нервен систем да има информација дека треба да се врати раката назад, што значи таа флексибилност на забрзување и закочување, се нарекува некако лабилност на централниот нервен систем.
Например, GPS метрики особено во фудбал, затоа што е на отворен простор, ама има и уреди кои што пробуваат тоа да го решат и во затворен простор, кај или кошарка и ракомет, ама на отворен простор многу се работи, оние GPS подови. Една од главните метрики, уствари две од главните метрики се acceleration и deceleration. Значи, колка број на забрзување и заспорување. И тоа може да се процени, да се види, па се работи околу фреквентност на некоја, не е класична, туку таа лабилност на централниот нервен систем. Значи, тој што е не поагилен, тоа е веќе, например, не користете термин, кондицијата не ми е добра. Ке ме сватите, се скокнав малку дигресија направив, кондиција е се, сила, брзина, издржливост, флексибилност, и ја не знам што ви е добра. Така и овде исто не можам да кажам дека агилноста му е подобра или полоша, затоа што агилност е координација, ама акцелерација и децелерација се однесува баш на тоа дека има забрзување и заспорување. Дали пак е брзина, се работи за брзина и може да се направи разлика помеѓу играчите, па да видиме ако некој постојано го прави тоа, особено помали дечиња, ние и на око може да видиме, ама со податок може да се тоа докаже, тогаш може да направиме промена позиција, нели, и така натаму. Во секој случај, ете, околу лабилност на нервен систем, тоа значи како од забрзување, колку побрзо ќе заспори за да го спреми движењето во следното забрзување да влезе. Тие се основните три видови на брзина. Кај Верхошански, добра, фреквенција на неоптоварени, ајде, окей, локални движења, брзина со промена на правец, простор, премина од едно во друго дејство, многу блиску до агилност, но ја има дефинирано и ничи уште еднаш кога идеме латентно време, брзина поединечни, окей, тоа го кажавме и горе, фреквентно и спринтерска брзина ја дефинира како посебна. Гледате кај се задржи околу подолбата на брзината. Сега, за латентно време, нели, се враќам назад, што беше тоа латентно, кој е манифестен, кој е латентен простор, се уште сме во настава, супер е да се повторат работите и да, стварно ова го имаше, можам да го врзам, како што го кажува тој што го води часот, или да го врзам по моја, битно е да направам логика некоја. Латентно значи, нели, долу, манифестно значи тоа што го гледаме, гледате брзината каде е издвоена, околу способностите дека е посебно издвоена како моторичка, не може да ја групираме со ништо друго. Дуе како што и флексибилноста не можеме да ја изгрупираме. И сега, околу ова латентно, битен момент е, например, брзината, особено нели, покрај спринт и кај спринтерите, исто и во атлетика, кај голманите, многу се посветува внимание на ова време, например, на задосмет старт, на после пукање на пиштолот или нели ready go. Многу се посветува затоа што тој што ќе нели има подобро време, има подобра шанса да одржи понатаму, ако е добар во одржувањето. Тоа е спринтот конкретно е прв дел латентно време, па тука доаѓа експлозивност, нели на самиот старт, комплексна е како дисциплина секоја, особено е спринт. Значи, латентно време за да го слушне звукот и да изреагира прва моторна реакција. Ова е во контекст, слайдов е во контекст на тоа, на латентното време. Вториот момент е експлозивност, третиот момент е забрзување, четвртиот момент е одржување на брзината. Значи, колку ќе учите по атлетика, колку момента има во еден спринт. И сега, например, овие може сите да се вежбаат посебно. Да, како сегментарно се вежбаат. Или експлозивност, па затоа работат накревање на товар, затоа ако приметите спринтерите имаат голема мускулатура на нос. Да не кажам огромна мускулатура, различна од бодибилдерот. Нема по функција различна, тотално, и дури и по изглед различна. Но нивната мускулатура е голема баш за тој момент, затоа што во многу кратка секвенца од движењето се вклучуваат мускулите и во тој момент они треба да генерираат голема сила за да може да забрза и да задржи брзината, нели, понатаму. Така да масата на мускулот е пропорционална со брзината ако се стави во функција. А ако не ја ставите во функција, тогаш ништо, тогаш е бодибилдер, мислам. И они се дисциплина, нели, ама не е во функција. Па во тој контекст
само ќе напоменам што значи тоа латентно време. Латентното време значи, го кажував ова и уште еднаш ќе го повторам, времето од приемот на информацијата. Значи, визуелниот апарат, сензитивниот апарат, слушниот апарат, било кој прима информација, таа информација се доаѓа до централниот нервен систем, тој ја обработува, ја праќа надолу на ребетниот мозок, од ребетниот мозок доаѓа преку нервите до мускулот. Во моментот кога ќе настане прво видливо, всушност тоа е невидливо за нас, движење или проба за контракција на миофибрилите во саркомерата, нели? Затоа што добили информација од нервот, од мозокот, ствари преку нервот, дека треба да се контрахираат. Кога ќе се добие првата иницијација за контракција, тоа е едниот битен момент. Значи, пред да дојде тој битен момент, ова време се нарекува предмоторно време. Затоа што нема движење, нема моторика. Значи, во латентниот простор, во латентното време имаме предмоторно време. И после имаме моторно време, каде што нели, може би треба тука тоа инерцијално да трнеме, тоа не можеме исто така да го видиме, и може слободно да кажеме дека имаме моторно време. Значи, предмоторно време и моторно време. Моторното време е во кој простор? Во латентен или во манифестен? Што мислите? Манифестен? Точно, да. Значи го гледаме, затоа се вика моторно време, затоа што може да го види. Ова се друго што го објасни, прием на информација, обработка на информација, трансфер на информацијата, нели, како што го гледате, патот до мускулот и пред да почне првата реакција се нарекува латентно време и предмоторно време. Така да тука може да бидат овие реакции, ова е врзано со брзина, затоа што движењата се неоптоварени. Затоа што мува во лед кога фаќате нема максимална сила. Има максимална брзина. И тука се тие два моменти различни. Неоптоварени движење. Ако е оптоварено движењето, па максимална сила, тогаш не значи дека брзината ќе биде голема. Напротив, брзината ќе биде помала при изведба на максимални движења. Нели, од чучен треба да станам и ми треба време да станам. Ама експлозивноста може би е близко, па кажувам таа си посебна, ама ке брзината одеднаш нема, тука се реагира веднаш. Нели? Второто примерче е исто, дека на секој мускул истиот третман го добива. Без разлика, значи, дали ќе реагираме со рака, нога, тело, глава и слично. Тоа е патот. Тоа е латентното време кое што постои за да значи не мора да биде за да се направи реакција, не мора да биде атлетика. Може да биде од боречките вештини. Може да биде од фудбал, дека треба да од кошарка, дека треба да ја примиш топката многу брзо. Значи баскетот е фрлен, лета на кај играчот или играчката и треба да изреагира брзо за да ја прими. Значи ја гледа, визуелниот апарат прима топка, процесира, прави точни движења и прави антиципација кон топката. Значи антиципација ја пресретнува топката. Во секое движење каде што се побарува каде што се побарува брзина, и ако не е брзина, ама сега ние зборуваме тука затоа што ни треба брзо да е ова латентното време, да е што пократко, секаде има латентно време или предмоторно време. И сега тука е финтата дека ние можеме да го вежбаме, баш како што кажав, заради некои одредени спортови што ги кажав, ама и во други спортови, таа реакција брзинска и така натаму, да немаме она, како што кажуваат, како беше има реакција како Неонка. Не. Мртов коњ ми е, вика. Да, и тоа. Што значи, поентата е дека треба да може да се подобрува и може да се работи на него. И кажав на настава дека голманите, например, имаат многу подобро латентно време, пократко реагира. Подобро е, нели што пократко е подобро е. Подобро латентно време од другите играчи, затоа што они се дрилани, вежбани се да може да ја изпроцесираат топката многу брзо, биле во машина ставени каде што мора да се снајде. И тоа е еден доказ дека да може да се подобрува ова латентно време. Третиот момент беше како се развива брзината. Ете, некои работи работевме. Ај вака се, ќе скокнам на следниот слайд, па ќе се вратиме назад. Што беше тоа што нас ни
е потребно за да правиме движења кои што се максимум 10 до 15 секунди оптоварени. Максимално 5 секунди би кажал јас, 7-8. Која енергија ни беше потребна? Ево го слайдов кај издржливост. Истиот слайд, само копи-пейст му направив. Иако е лактатнава крива извадена, не е баш тука прецизно со срцето, не можеме срцето кај брзина да го користиме, мислам срцевата фреквенција, не можеме ниту срцевата фреквенција кај сила да објаснуваме, нема шанса, сем ако не е некој силов издржлив режим, нели, тоа го објаснува Басо Жан. Така да срцевата фреквенција е во за издржливост, тамо е спомената и да не ве буни сега слайдов што го кажувам, бидејќи има некој срце, ова е анаеробен прак и лактатна крива, но мене ми е битен овој последниот алактатната фаза, која што е објаснета и тука што се трошеше, нели? Сигурен сум дека знаете и се чита што се троши. Тоа сакам да ве се троши креатин фосфат како енергија. Намерно го вратив за да зборувавме што се троши кај издржливост, што се троши, нели може едно и друго и трето, ама креатин фосфат кај издржливост не се троши, до лактатната фаза е тука негде, стиловиот режим е тука негде лактатна, алактантна, ретко да има вамо аеробна фаза, кој силов режим, малтени да нема, тоа пак ќе биде издржливост, без разлика дали работите со тегови, ама ке брзината се троши само креатин фосфат, ништо друго. И сега, еве, примерче, повторно на испит, ги прашувам колеги и колешки, септември, последна сесија, не дека, мислам, една од последните кај што има повеќе студенти кои што не учат, еве да дефинирам, и ги прашувам какви вежби ќе спроведувате за брзина со кокав интензитет, и одговараат со умерен интензитет. Значи, умерен интензитет не е максимален интензитет. Дали умерен интензитет е во контекст на подобрување на брзината и трошење на креатин фосфат. Еве ќе дојаме. Значи, дали со умерен, имаме лесен, умерен, висок, максимален. Еве така да ги поделам и он ми вика со умерен. Што мислите ви? Дали со умерен интензитет се подобрува брзина? Или се троши креатин фосфат, еве така да прашам. Па не, мора со максимален. Апсолутно. Затоа го ставив и слайдот со креатин фосфатот, затоа што, кажав, единствено гориво кое што нас ни помага при брзина е креатин фосфат. И сега логика. Доаѓаме до моментот да заклучам. Ако е креатин фосфат, значи, какви треба да се движењата? Треба да се максимални брзи. Супер. А колку време имам за креатин фосфат? Имаш 7, 8, 10 секунди, овде пишува, кажав 10 до 15. Намерно е оставено, затоа што и во книгата пишува така. Не повеќе од 7-8 секунди. Значи максимално брзи, високо интензивни се тоа, и да не траат повеќе од 10 секунди. И сега, дали го имате вие интензитетот за да зададете вежба? Сте е јасно, го имаме интензитет. Ако го имаме интензитетот, тогаш може да се вратам назад, веќе знам што се троши по енергија, креатин фосфат. И креатин фосфатот кажавме дека многу брзо се ресорбира. Значи се ресорбира за некои 90 до 95% се враќа во наредните 40 на секунди во времето на одмор. И бидејќи кога ги знам овие работи, тогаш можеме да направиме едно програмче или дозирање или рецепт како некој може да подобри брзина. И сега ајде, од кај ќе почнеме? Еве ќе почнеме од нека биде од наутро. Може да биде и попладне се работи, ама подобре наутро заради централниот нервен систем. Какви вежби да бидат? Број на вежби, например, можам 5 вежби да направам спринт, не знам, 6 вежби, ова се, како да ги крстиме, серии. Значи, 6 вежби некоја друга активност, 7 вежби да бидат движење на, не знам, јаженце, подвртување брзо или слично, кој што ќе трае 5-6 секунди, 7-8. Број на повторување 4-5-6. Сакам да кажам дека може да одберам, например, да направам 5 серии, 6 серии, 7 серии.
Можам да одберам во една серија да имам 4 повторувања, 5 повторувања, 6 повторувања. Значи овде имам еден вид на вежба, втор вид на вежба, трет вид на вежба. Првиот вид на вежба ја повторувам 4 пати, вториот вид на вежба ја повторувам 4 пати, третиот вид на вежба ја повторувам 4 пати. Пример. Финтата е дека треба да направам тука негде околу 30 до 35 брзи повторувања на тренинг. Ништо повеќе. Многу е краток овој тренинг. Зошто? Затоа што е високо интензивен, затоа што го заморува централниот нервен систем и затоа што е најдено дека ако одиш над 40, 50, 60 повторувања, не може, веќе се губи, се намалува на брзината. Том се намалува на брзината, значи сме го потрошиле креатин фосфатот, заморен е централниот нервен систем и тука е лимитот. Сме дошле на онаа граница за на еквилибрирање, значи блиску до зоната за тренинг, тамо негде на она црвена линија каде што застани. Се друго може да биде повреда, ако сме во некој јак тренажен процес, замор, брзинска бариера може да се појави. Ќе објаснам и не да ја горе ја пишува. И сега ако се 30 до 50 повторувања, можете тоа го поделите во 5 серии со 5 вежби. 6 серии со нека бидат 5 вежби, 7 серии со по 4 вежби, значи тука негде да биде од 30 до 35 повторувања. Интензитетот каков треба да биде? Максимален. Видиш, ова не сум ставил тука. Да, ова може да наутрам макс интензитет. До отказ, што би се кажало, ама не е примерен методот тука, затоа што отказот, кога ќе настане отказот ако почнеме брзо да трчаме? Третиот ден, четвртиот. Зошто? Затоа што ќе се намалува брзината, ќе се истрошат резервите и отказ ќе имаме кога ќе настане некоја физиолошка патофизиолошка промена. Така да, ако овде одам со моментов дека интензитетот е максимален, тогаш едно повторување, видиш, ово ми фали мене, затоа се будам, едно повторување 6 до 10 секунди. Максимален интензитет, време траење, ќе го пишеме, време траење 6 до 10 секунди. Зошто ова го објасних претходно, траење. И сега, што после тие 6 до 10 секунди? После тие 6 до 10 секунди правам одмор неактивен. Прв пат каде што може да биде, треба да биде неактивен одморот. Му давам време на креатин фосфатот и централниот нервен систем да се консолидираат комплетно. Колку време ми треба за тоа? Ако било 6 секунди, умножено со 6,40. Ако се 10 секунди, не, ова што зборувам. 6 по 6, колку даје? 36. 46 ќе пише. Ако се 10 секунди по 6, колку даје? Минута. 6. Една минута, да. Ајде, не ставам во заграда. Значи, отприлика тука негде, таа некоја калкулација. Јас ги правам да бидат до една минута со одморот. За да може да се... Ама не повеќе, нема потреба. Затоа што загрејано е телото, загрејано е централниот нервен систем, брзо се враќа креатин фосфатот и само треба да внимаваме дека треба да се намали, треба да се внимава на бројот на максималниот број на повторување. Значи да не биде тука негде над 40. Јас сум ставил 30-35, работите со дечиња 20-25, 20, зависи кој како прима, ќе видите, они сами ќе се заморат. Ако има проблем. И точно сум ставил неактивен одмор, сега го гледам. Тоа е тоа дозирање. Значи, имаме колкав треба да биде максимален број на повторување, имаме колкав треба да биде интензитетот и третата работа што треба да пратиме, тоа е одморот помеѓу повторување. Ако се 30 повторувања по една минута, затоа што работите 10 секунди, ни толку, и одмарате уште една минута, нека бидат 30 минути, така, 32 минути нека бидат, загревање претходно ви треба, колку е тренингот. Ова зборувам тренинг за брзина за возрастни луѓе, за професионалци. Многу е краток и затоа и треба да е краток. Сега, што ако претераме?
ако претераме, ова се случува како феномен кај атлетичари особено. Трчал 10 секунди и одеднаш не може да трча помалку од 11 секунди. Тренира во фул форма е арно, ама брзинска бариера се појавува. Психолошки проблем. Централниот нервен систем е презаситен, преуморен и не може да праќа информации за брзи контракции, значи ефикасно. И затоа што не може да ги праќа информациите, мускулот не може да се контрахира. Тој што ќе му дадете, тоа ќе направи. Дали е централен нервен систем, дали е патот додолу, не знам, ама не е до мускулот, туку е до централниот нервен систем. И затоа е велам психолошки проблем, брзинска се појавува една бариера, не може да ја врати повторно до неговиот момент. Сега со старост, нели, со возраст, опаѓа брзината, ама зборуваме за луѓе кои што се во фул, нели, тренинг кој што очекувано млади на 20-22-3 годишна возраст до 30 очекуваме дека 30 може и доцна дека со добар тренинг, со најдобриот тренер на свет и така натаму, со најдобрите услови треба да барем да одржи таа брзина. Не, паѓа брзината. И сега што се случува? Имате идеја, знае некој како да се бори човек со оваа брзинска бариера? Одмор. Да направи одмор, да се заборави тоа. Точно. Треба да го заборави овој дел. Како ќе го заборави? Не да престане скроз да тренира, ама да не прави брзи движења. И затоа брзината не се задава секој ден да се тренира. Например, се задава еднаш неделно. Спринтерите не трчат спринт секој ден до максимум. Не знам, проверете. По мои информации, спринтерите не трчаат секој тренинг спринт до максимум. Може би пробуваат 1, 2, 3, ама не прави тренинг за спринт. Еве, да преформулирам. Туку прави еднаш неделно, максимум. Еднаш во 2 недели, 2 пати неделно некогаш во периодизација ако треба. Различни програми има, ама не ги прави многу често тренинзите за брзина. И тоа гледате фреквенцијата еднаш неделно. Например, за издржливост се прават секој ден, велосипедисти секој ден прават за издржливост. Бодибилдериве или пауерлифтер или кај што треба сила или суплементација сила, секој ден се вежба. Спринтер не, прави други работи, прави подскоци, отскоци, вежба теретана, ќе проба брзо движење, не максимум. Брзо движење, ма не максимум. Затоа што го штеди, го чува, го форсира, го расне централниот нервен систем, за да може тогаш кога ќе дое моментот за тренинг за брзина, тогаш да го покаже, или на трка да го покаже, инаку може да настане ваков тип на бариера. Како се руши, кажа Менче, ќе повторам, не со не тренинг, со него не изведување на брзи движења. Например, трчање на удолница. Како метод, не сум сигурен дали е ефикасен, има логика. Пливачи, брзи кратки спринтери пливачи, пливаат низводно, нели, за да се проба да се направи движењето, да се дозволи фреквенцијата на движењето да биде поголема. И така натаму. Ама тука би застанал, само е битно да споменеме дека постои и вакви проблеми и зошто, затоа што е директно врзано со централниот нервен систем и дека има методи како тоа да се подобри, спречи и види. Нели? На почеток. Имате некој прашање? Пардон, само ќе се вратам овде. Значи, ако дефиниравме овде како треба да се изведува, тогаш одиме на методика. Што јас можам да изведувам? Значи, какви видови на вежби да изведувам? Еве, едно кажавме, латентно време на моторна реакција. Кратки отсечки ќе ги кажам, мислам дека не ги сработевме. Ова стимулира, покрај тоа што подобрува брзина, стимулира и долново што го објаснив. Покрај тоа што подобрува брзина, стимулира и креативен фосфатен систем и така натаму. Мускулна маса ја споменав. Значи, спринтерите треба да имаат голема мускулна маса, затоа што нели, маса помножено со забрзување. Сега, овој дел го работевме, не објаснувам многу, нели, имавме 3 вида покрстава, каде што имаше мирување, па некаков сигнал за латентно време. Пардон, не е напишано, значи ова се вежби за латентно време. Па, после тој сигнал имаше движење. Значи, мирувавме, така положба, сигнал, хоп, спринт напред. Лежење на гради, ако ви текнува,
сигнал, спринт напред, лежење на грб, сигнал, скип, брз. Значи, таа промена од едно во друго го подобрува латентното време на моторна реакција. Втората опција беше од движење, сигнал па движење, не оставам на вас на имагинација. Третата опција беше движење, сигнал па мирување. Ова го сработевме на настава, мислам дека ова не го сработевме. Например, ако се поделени по линии, еве ги прва, втора, трета колоните гледаат, тоа се линии. Нека биде стартот од оваа страна, од кај петкава. Значи, секој чуњ е кратка отсечка. И на знак, например, може да оди споро до чуњот и после да направи некое брзо движење до другиот чуњ. Па повторно да одбере чуњ, да оди споро и така натаму. Може да се работи во парови, значи ова се вежби за подобрување на брзина во кратки отсечки. Значи зборуваме за 2-3 метри растојание, каде што тука е малку блиску и со латентно време, но има и основна брзина, реакција, брзина на реакција постои. Во парови може да го работат, може првото да биде само нанапред, значи само нанапред, може да биде хоризонтално нанапред и така натаму. Може биде еден лидер, кажа во парови, лидерот да одбира страна кога ќе забрза, на вториот чуњ ќе застане, на третиот чуњ ќе застане, не знаеме, да го следиме лидерот и да сме спремни да направиме нешто што прави и он, ама сепак брзо да биде, значи тука да му дишеме во врат. И така натаму. Тоа се исто некои примерчиња. Што може друго, значи, кажав, брзи спринтови на растојание, не кажувам растојание, кажувам време. Значи, брзи спринтови на 6, 7, 8, 9 секунди, 10. Скала, која што ја работи 7-8 секунди. Брзина со промена на правец, 7-8 секунди. Значи, тоа е еден од основните принципи. Значи, бројот на секунди и после тоа смислувајте што сакате од брзи движења. Да пренесе, телото го пренесе низ простор за да земе нешто, да префали на другата страна лесно нешто, и тоа е исто брзина. Доаѓа. Океј, околу сензитивните фази, вака некако стојат по Янкускас и Логвинов, они имаат направено на огромни истражувања, како што го прави Слоуфит или словенците прават супер мониторирање на ученици од 88 година. Од 88 година они имаат информација за сите ученици. И, например, ако го имате тестот, брзина, имплементирана, тогаш можете да видите од прво оделение до 4-та година средно, како децата варираат со брзината, како ја подобруваат, дали ја намалуваат, дали има стагнација. Па на база на тоа се извадени овие етапи, значи вели дека има консолидација на брзина. Почнуваат веќе да покажуваат дека се брзи дечињата. Инаку на почеток, таму од 3-4 година, не сакаат да трчат брзо, не можат. Но се консолидира оваа способност и веќе се покажува брзина. 8 до 15 година се подобрува, нели? Максимално развивање вели дека тука негде 14-16 години, тука веќе треба да се форсира, да кажеме, иако нели тука е пубертетот исто. Брзинска бариера, се треба да се има во предвид. Откажување од спорт заради пубертет период и слично, ама они нашле дека тука може да има максимално развивање. И понатаму доаѓа оваа фаза каде што е консолидација, нели, над 17-18 година, 20 се држи тука негде, се држи и ако не се одржува, почнува да паѓа брзината. Кај секој различно. Но почнува да паѓа. Ако не се одржува како што треба. Може би они нашле дека е 20-та, може би гледате 1984 е направено ова истражување, завршено, објавено, они го правеле претходно 20 на години. Но факт е дека ако не се работи особено има регрес, значи паѓање, но има, како се вика, има може да се очекува, нели, да се одржува и да, тоа сакав да кажам дека зависи од генетиката. Че некој може подолго да ја одржат, не знам. Лука Модрич, ако видовте на еден Цуково последнова игра, значи он изведува корнер, од корнер
он го изведува корнерот, контра им прават, се враќа назад и е во 16-тник брани на 37 години. Тука треба да имате и издржливост, нормално, нели, треба да имате и брзина. Така да тука се моментите кои што може би има он помалку од колку имал претходно, но сепак има можност да ја задржи. Затоа зборувам генетика дека се работи како момент. Океј, јас имам толку. Ова нека стои, ако некој го интересира, може да се најдат. Генерално ги имам сите, некои се во хард копи, некои се во на линковите постојат. Имате ли нешто да прашате? Пак еден час, никако да завршам за 30 минути.